Почитувани и добар ден. Го следите најновото издание на Црвена линија. Четворица од вкупно 15 вработени од Скопската зоолошка градина ќе бидат под здравствен надзор, а еден од нив кој има симптоми на покачена температура и диареја ќе биде тестиран за вирусот откако е потврдено присуство на птичји грип. Директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска објасни дека здравствениот надзор не подразбира карантин, туку медицинско следење на вработените во следните 2 недели. Посетителите на зоолошката градина не се во опасност, освен ако не имале директен контакт со заболените птици. Агенцијата за храна и ветеринарство изрази загриженост, обвинувајќи институцијата за непостапување согласно законските процедури по откривањето на угинатата гуска. Агенцијата за храна и ветеринарство спроведе инспекција и воведе мерки за дезинфекција и контролирање на движењето на птиците. Од зоолошката градина Скопје преку соопштение до медиумите пак реагираа дека е извршен масакр врз птиците тенденциозно и со намера да се наруши угледот на институцијата, а потоа и да се создаде алиби за затварање на истата. Има ли опасност за останатите животни во зоолошката градина? Може ли да се прошири птичиот грип помеѓу населението? Дали управата на зоолошката градина и Агенцијата за храна и ветеринарство постапија во согласно со законот за протоколите за заштита на населението? Ова се централните прашања во ова денешно издание на Црвена линија, но и прашање плюс, кое што секако можете да го одговорите доколку не заследите во овој момент на Инстаграм и кликнете на Инстаграм стори. Таму ве прашуваме, дали се плашите од птичји грип? Имате 2 опции за одговор, да, не. Кликнете на вашиот одговор и пред почетокот на рекламите ќе ги соопштиме во проценти резултатите од оваа Инстаграм анкета. Секако и подсетување да не заследите и на социјалните медиуми, доколку не следите Фејсбук Црвена линија, потоа профилот на Телма телевизија и секако во продолжение да се подготвиме со последниот прилог на Петар Догов. Двајца вработени во Скопската зоолошка кои пројавиле симптоми се негативни на птичиот грип. Институтот за јавно здравје извести дека се тестирани во текот на денешниот ден. Нивните симптоми се последица на друга здравствена состојба. Едното лице кое е тестирано било дел од 16 лица на списокот за епидемиолошка анкета. Другото лице е тестирано дополнително. На ден 21 октомври, согласно протоколите, направено е тестирање за птичји грип во оделението за вирусологија во Институтот за јавно здравје, референтната лабораторија, која е меѓународно акредитирана за дијагностика на инфлуенца грип од хумано и анимално потекло. На лице кое во епидемиолошката анкета има наведено дека еден ден имало симптоми на покачена телесна температура. Воедно на ист начин е тестирано и второ лице вработено во зоолошката градина, кое не е на доставениот список од 16 луѓе вработени во институцијата, но на ден 21 октомври се пријавило во институтот со тековни симптоми. Ова следува откако во езерцето во зоолошка била пронајдена угината патка. Како мерка потоа на Агенцијата за храна и ветеринарство е извршено хумано убивање и нештатно отстранување на 24 патки, 6 гуски, 5 кокошки и 1 чавка која била присутна на локацијата. Професорот на Факултетот за ветеринарна медицина Александар Додовски оценува дека птичиот грип во Скопската зоолошка најверојатно го донеле птиците преселници. Последните случаи на зараза на луѓе се забележани пред 1 месец. Последните случаи кај луѓе се оваа година, ова лето, значи до крајот на септември се во Америка и Камбоџа. Во Америка сите случаи се поминати со благ конјунктивитис, настинка и така натаму. Сакам да кажам, научната фела, значи сите појавени вируси ги изолира, ги анализира со цел да се увидат потенцијални мутации кај овој вирус кои што би можеле да го олеснат ширењето помеѓу луѓето. Со став денеска се огласија и од ветеринарната комора. Велат дека во вакви случаи потребно е да се преземат драстични мерки за елиминирање на изворот и ширење на заразата. Од комората ги поддржуваат сите активности и мерки преземени од надлежните органи и додаваат процедурите во овој случај на појава на заразни болести, што преминуваат од животни на луѓе, се утврдени од меѓународни институции и треба доследно да се спроведуваат.
А во продолжение ја почнуваме дискусијата со вас во ова издание на Црвена линија. Она што денес ве прашуваме, има ли опасност за останатите животни според вас во зоолошката градина? Дали сметате дека може да се прошири птичиот грип помеѓу населението? И секако прашање, дали управата според вас на зоолошката градина и Агенцијата за храна и ветеринарство постапија во согласност со законот и протоколите за заштита на населението? За учество во Црвена линија, како и секогаш, го вртите добро познатиот број 023070005 и она што ве замолувам на самиот почеток од технички аспект, задолжително целосно намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден! Добар ден! Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Поздрав и до вас. Јас сакам да зборувам за овој птичи грип. Птичиот грип сега се појавил во зоолошката градина. После може да се прошири и на останатите места дека што се одгледува живина. Дали може да се појави птичиот грип и кај домашните милиничиња, кај другите животни, кај кучињата, мачките, дали има шанса и таму да се прошири? А што ќе се прави за тие што са птици што летат, што никој не ги контролира? Тие како може да се созбијат и како може да се утврде дали са тие болни од птичи грип? Може летајки да паднат и исто така да бидат оболени и тие од птичи грип. Дали според вас доволно преземени мерки за уништување на оваа болест? Исто дали управата според вас на зоолошката градина и Агенцијата за храна и ветеринарство постапија во согласно со законот и протоколите за заштита на населението? Ја мислам дека не е доволно постапено. Тоа требало унапред да се предвиде, понапред да се открие тај птичи грип. Благодарам многу. Со вас ја отворивме дискусијата во Црвена линија. Топло препорачувам да останете со нас и преминуваме на следното јавување. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Поздрав до Телма телевизија и до вашата емисија Црвена линија. Благодарам многу. Сега во однос на темата, да ви кажам искрено, пребрзо реагираа властите од зоолошката градина, пошто не е баш утврдено дека е тоа птичи грип. Може да угини патката или гуската, било која, може да угини од разни симптоми. Не значи дека е тоа птичи грип. Така да, мислам дека се крена една голема прашина и така, нема место за паника. Јас мислам дека не е тоа птичи грип. Толку имам да кажам. Хвала многу што ме скапите време и успех во работа, добро здравје. Големо благодарам, да не останете секако и вие во добро здравје, убаво расположение и со ова издание на Црвена линија, за да слушнете што ќе одговорат на нашите денешни прашања останатите гледачи кои што ќе ги вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Се слушаме? Да, повелете. Значи вака, ова дали постапиле правилно инспекторите во зоолошката градина, мислам дека постапиле нехумано и неправилно. И порано имаше такви работи, ова се све наметнати работи и наметнати од луѓе. Специјално да се уништат одреден вид животни и така. Така беше со свињите, така беше со кокошките порано, ги уништува, им дава на луѓето оштета и така натаму. Тоа гола политика. И ништо друго. Претходниот гледач фино рече дека може да угине секое животно од било шо, да накажа птичи грипи, живи патки, живи кокошки ги ставаат во канти.
Срамота е тоа. Брука, невидена. Дали бевте и вие меѓу оние кои што редовно ја посетуваат зоолошката градина? Па кога имам можност ја посетувам, секогаш се ги сакам животните. Така, благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Секако останете со нас за да слушнете какви размислувања и ставови ќе имаат и останатите гледачи кои што ќе бидат вклучени во продолжение. Добар ден. Дали се слушаме? Дали е намален тонот на телевизорот? Ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Дали се слушаме со... Ехо има, но не верувам дека се уште не слуша гледачот или можеби гледачката. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Исклучен ми е телевизорот, па не знам дали јас зборувам или не. Сега веќе многу подобро. Повелете. Така, ви посакувам убав работен ден. Најубав и вам. Сакам да кажам дека птичиот грип по тврдењата на господинот Пановски, доктор, нели, не би требал. Меѓутоа, тој гарантираше и дека не требаат и вакцини за ковидот, па изумре еден товар луѓе. Сепак вниманието е најдобра работа, да се разбереме. Господинот Пановски, јас колку што знам, од извори блиски до него, кажа дека се вакцинирал, а ваму кажуваше дека не треба, па не треба се носат маски, па не треба ова, не треба она. Ама да се разбереме, секој се чува себе си, а вие луѓе како сакате така правите. Не морате уствари. Дали управата и на зоолошката градина и Агенцијата за храна и ветеринарство постапија во согласно со законот и протоколите за заштита на населението? Па управата не, затоа што они треба први да кажат дека има нешто таму и да се забрани тоа, да се види, да се испрска со нешто, валјда постои некоја вакцина или некоја средство што би можело да се покрие тоа таму. Не е вака да дојдат 5 до 12, да дојде агенцијава да брка некои работи што не е на место. А сето тоа, пак ќе кажам, јас сум во секој случај многу против господјата градоначалничка. Требаше она да го води овој ред, не да чека некој друг да ја реди работата. Не. Така, благодарам многу и вам за одговорите и учеството во Црвена линија. Ќе подсетам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди отчукува едно јавување, но доколку сакате нови 90 секунди, секако додека траеме, можете да го завртите нашиот број. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден, господја Тина. Добар ден, господине Златко. Сакам нешто на темата да кажам. Секако, повелете. Требаше да биде организирано, ако е таа опасност птичи грип на некој начин, треба да има екипи од сите, од град Скопје, од ветеринарна, од ова, и да ситуацијата се снима. Не да се прати, него да има карантин, оди тој случај може да избега од контрола. Да, сето тоа треба здравствените власти будно да го следат, а не да биде шарпат позиција као дожд да заврнат. Ви благодарам, господја Тинче, имајте убав ден, вие и нашата Телма телевизија. Благодарам многу, поздрав во името на нашата ТВ куќа и секако останете со нас, господине Златко. Да слушаме останатите гледачи што ќе кажат. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Вака сега гледачка од Скопје. Добро. Се слушаме добро? Да, одлично, повелете. Вака сега, епидемиолошки анкети се завршени, резултатите за птичи грип се негативни. Значи и вработените и затекнатите се кои пројавиле симптоми на птичи грип, резултатите биле негативни. Тоа кажува дека нема шанси да се прошири на населението. Така, според вас, дали управата на зоолошката градина и Агенцијата за храна и ветеринарство постапија во согласно со законот и протоколите за заштита на населението? Па, они постапиле единствено што малце излагаат од контрола е што малце задоцниле. Со денови и подоцна пријавиле
Сега не знам дали тоа се важи дека се во протоколот. Единствено е што задосниле, мислам, еден ден за да пријават за случајот. Ама мислам дека нема потреба од паника, затоа што нема друго заболено животно, а и сите што биле затекнати се негативни. А ако се пренесе на населението, не може, пошто вирусот преоѓа веќе во друг вирус ке човекот и не е опасен за човекот. Значи нема потреба од хистерија, паника, од ништо од ова. Според мене. Така, благодарам многу, драго. Ние што ви имавме во Црвена линија, секако добре додени се сите ставови, видување, бидејќи Црвена линија постојано го креира јавното мислење, односно преку вашите јавувања. Останете со нас. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија. Се јавуваме Прилеп. Така? Мислам дека надлежните институции се постапија по закон како што треба. Значи, тука може настане опасност, пошто да деца ностоп ја посетува зоолошка градина, странци, значи поминува. Така да мислам дека сето е законски, сето е како што треба и поздрав до сите слушатели на Телма. Дали бевте редовен посетител на зоолошката градина? Не, од време на време во Битолската одам. Така? А често Битолската сето, окей, исто така. Во ред, ако е тоа се, благодарам за учеството во Црвена линија и секако за вашите одговори останете со нашето издание. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако повелете, ве слушаме. Благодарам. Прво, значи, треба едно да земеме во предвид. Тие птици се на отворено, се движат слободно, значи на земја. Додека оние дивите птици се во воздух, летаат и постои можност, да речеме, еве, највулгарно, во летот испуштаат измет кој што може да падне кај што се тие. Еве ти услов за да може да бидат заразени тие птици. Значи, не треба да обвинуваме никого, ни Данела, ни директорот, ни службите кои што работат, работниците, значи одека ќе обвиниме природата, не знам некој друг. Значи, тоа е можност, значи, да се заразат тие животни. Меѓутоа, можда требало да речеме некој од тие да биде задолжен, да речеме чудно понашање, неприродно однесување на животните, да се тргне настрана одма во изолација и да се викне ветеринарот кој што ќе е најмеродавен, најстручен, да каже дали тоа животно е од нешто болно, има ли некаква зараза или некаква болест, да се третира, ако е зараза да се третира, третман да се направи, ако е вирус, да речеме птичиот грип, тогаш, значи, сакаре, неќеле тие сите животни, да речеме пердовести, треба да бидат отстранети, затоа што биле во јатото и тие се секако потенцијална опасност. Така, подсетувам, внимавајте на тајмерот 90 секунди, поздрав до гледачот и еве топло препорачуваме вам да слушнете и останете со нас на останатите одговори. Добар ден. Добар ден. Добро, во меѓувреме додека очекуваме следно јавување, колку за подсетување, секако кликнете и на telma.com.mk и не заборавајте своето внимание да го задржите на следниот наслов. Двајца вработени од Скопската зоолошка негативни на птичи грип. Оно што секако ќе го издвојам во моментот додека очекуваме ваше јавување е дека директорката на ИЈЗ Андоновска во изјава за медиумите вчера кажа дека е спроведена епидемиолошка анкета на 16 лица, пошто списокот е скратен и за 4 одлучено да бидат под засилен здравствен надзор. Тоа подразбира дека во текот на следните 2 недели тие ќе бидат медицински следени, дали ќе пројават каков било симптом, кој што понатаму би требало да се испитува дали се работи за птичи грип. Инаку со став се огласија и од ветеринарната комора, велат дека во вакви случаи потребно
да се преземат драстични мерки за елиминирање на изворот и ширење на заразата. Сега од комората стои ги поддржуваат сите активности и мерки преземени од надлежните органи и додаваат процедурите во случај на појава на заразни болести што преминуваат од животни на луѓе се утврдени од меѓународни институции и треба доследно да се спроведуваат. Ние денес во Црвена линија ве прашуваме: дали според вас има опасности за останатите животни во зоолошката градина? Може ли да се прошири птичиот грип помеѓу населението и дали управата на зоолошката градина и Агенцијата за храна и ветеринарство според вас постапија во согласно со законот и протоколите за заштита на населението? Секако имаме и прашање плюс кое што можете да го одговорите на Инстаграм. Заследете на таму Инстаграм стори анкетата. Прашањето е дали се плашите од птичи грип. Добар ден. Дали имаме некого на линија? Добро, ево уште една насока во меѓувреме да посочиме дека оваа дискусија може да се води секако и на социјалните медиуми. Не заборавајте на Facebook, дури и по завршувањето на Црвена линија, значи некаде околу 24/7, преку коментари и споделувања можете да развиете дискусија со оние кои што не следат на темите за кои што зборуваме. А денеска прашуваме дали управата на зоолошката градина и Агенцијата за храна и ветеринарство постапија во согласност со законот и протоколите за заштита на населението. Добар ден. Добар ден. Добар ден, на линија сум. Секако ве слушаме, повелете. Јас сум. Да, во Црвена линија сте, повелете. Јас сум Ајановски Ташо. Поздрав до вас, господине Сашо. Сега, има ли опасност од птичиот грип? Има опасност. Треба тие ветеринарните инспектори кои ги носат птиците, да речеме, од Африка, од Азија, од било каде, треба кои ќе ги донесат у зоолошка градина, да ги проверат дали се болни или не се болни. И така да треба они тоа да го регулираат, но не се ако дошло од Африка една птица, да речеме, уникатна, таа може да го донесе тука тој птичи грип. Мислам, така ли беше прашањето? Прашањето дали според вас управата на зоолошка градина и Агенцијата за храна и ветеринарство постапија во согласно со законот и протоколите за заштита на населението? Дали се слушаме? Слабо ве слушам. Дали сметате дека управата на зоолошка градина и Агенцијата за храна и ветеринарство постапија правилно согласно со законот и протоколите за заштита на населението? До некаде постапија, до некаде не. Затоа што ви кажав, кој ќе донеса дал птица, дал слон, дал тигар, треба да се провери. Благодарам многу за јавувањето, колку за подсетување се разбира за последните случувања во зоолошката градина. Можете многу повеќе да се информирате и со кликање на telma.com.mk, а во однос на појавата на птичиот грип, претпоставката е дека птиците секако летаат, е донесен во зоолошката градина преку птиците кои што долетуваат, а птиците знаеме дека менуваат краишта кога летаат. Но она што денес исклучително не интересира во Црвена линија е тоа дали според вас управата на зоолошката градина и Агенцијата за храна и ветеринарство постапија согласно со законот и протоколите, се разбира, за заштита на населението. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Очигледно дека не постапиле ниту управата, ниту агенцијата. Затоа што да ви кажам, сега ми се враќа филмот, пред неколку месеци те угина едно животно, те угина друго животно и никој не кажал, веројатно, не испитал таму да види што угинале. Значи, тоа е работа професионална. Значи, прво тој што раководи таму не да се слае, него да си ги викне, да им каже болно е животното, па доете, испитајте го.
Јас верувам дека таму е иста состојба како во цело општество, сваѓате. Неодговорност и ајкавост и затоа се случува тоа. Инаку, што се однесува до пренесувањето, тој и грип, еве слушам стручњаци што кажуваат, дека не се пренесува од човек на човек, туку со непосреден контакт со птиците, со животните. Ама кој знае сега кој таму се ги паќал тие животни? Па во паркот имало во тоа езерцето. Питај Бога, што да кажам, ја сега не сум стручен, али пошто рекоа дека една фаза од грипот се вика и птичи грипот, тие варијанти 4, вајда не е оваа фаза што ќе ни направи Белја и со вакцина и без вакцина, тешко на нам. Ние не се научивме дека во секоја работа треба да има професионалност и одговорност. Па што си таму бре директор и толку луѓе таму ставени? Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Внимавајте само на тајмерот, 60 секунди одбројувам. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Ало? Дали е намален тонот на телевизорот? Дали ме слуша гледачите? Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ало, дали се слушаме, молам? Да, ве слушаме. Видите вака, и при прво да ве поздравам, нормално. Поздрав и до вас. И при најмал сомнеш, треба да се преземат најстроги санкции, преземања најстроги, за да се отстрани било каква можност за опасност. Не можеме ние сега за една чавка и неколку гуски да ризикуваме да настрада населението. Ако продолжиме вака, овие невладиниви организации ќе почнат да формираат и невладина организација за заштита од комарци и болци, ве молам. Добро е тоа што се постапило и готово, заврши приказката. Не сме да се ризикува народното здравје. Благодарам и пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Инаку, од предходното јавување, или гледачот посочи дека и пред неколку дена Зоолошката градина Скопје ја објави смртта на кралот Лав, односно кралот Лав Жика. Велат, со големо жалење и тага ве информираме дека денеска на 16 годишна возраст не напушти нашиот Лав Жика, кој во Скопје беше дојден од зоолошката во Белград. Лавовите во природа живеат од 10 до 14 години, а нашиот Жика имаше 16. Лавот Жика, со оглед на длабоката старост, изминатата година почна да развива тумороидни израстоци на повеќе места на телото, за кои што во февруари со целосен тим на професори и ветеринари од факултетот за ветеринарна медицина беа извршени хируршки интервенции, истите беа отстранети, но изминатите 2 дена состојбата се влоши и веднаш беше реагирано од страна на тимот на Зоолошката градина Скопје заедно со тимот на ветеринари од факултетот за ветеринарна медицина. Сите заедно направивме се што можевме. Лавот примаше терапија, но за жал не издржа. Секогаш грациозен со својата величинствена грива го привлекуваше вниманието на сите посетители. Го сака и децата и возрастните, најмногу вработените. Ова е голема загуба за сите нас. Но на Зоолошката градина и се случи и катанец на вратата. Овие следни 2 недели нема да работи, токму поради угинувањето на птицата кај која што е детектирана појава на птичи грип. Она што ве прашуваме денес, дали управата на Зоолошка градина и Агенцијата за храна и ветеринарство постапија согласно законот за заштита на населението од вакви појави? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Јас уште еднаш се разбира ќе ве потсетам дека во тек ни е анкетата на Инстаграм. Наскоро ќе бидат соопштени резултатите, така да можете секојдневно, не само и во ова издание, активно да земете учество на Инстаграм. Прашањето е дали се плашите од птичи грип.
Имате две опции за одговор, да, не, кликнете на вашиот одговор и резултатите секако ги соопштуваме пресметани во проценти. Ја се надевам дека веќе имаме некого на линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Малку од другата страна, не знам дали гледачите не слушаат денеска или можеби чекаме ново вклучување, но еве ќе потсетам дека прашањата во ова денешно издание на Црвена линија се имали опасност според вас за останатите животни во зоолошката градина. Дали еве може според вас да се прошири птичиот грип меѓу населението и дали управата, оно што е централно прашање во Црвена линија на зоолошката градина и Агенцијата за храна и ветерина, сушност според вас постапија во согласност со законот и протоколите за заштита на населението. Инаку наназад подолг период, она пошто е карактеристична состојбата во зоолошката градина, дека имаше појава и на поприлично поголем број на смени на директори, некаде околу 5 до 6 директори беа сменети во истата. Но зоолошката градина секако е препознатлива и како најстара на европскиот континент, еден век постоење и секако радост, место каде што има огромен број на посетители. Но сега има катанец на вратата, стравување од појава на птичи грип. Па еве, дали сметате дека правилно се постапи според управата на зоолошка градина и Агенцијата за храна и ветерина? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ја мислам не птичи, дека сега и свински грип ќе фатат таму. Сега треба да проверат, таму имат и свинчиња обични и свинчиња диви. И треба да се види дали тие имаат свински грип. И фино рекоте вие, смине 5-6 директори, треба да сменат уште 5-6 и ниедно животно нема да остане. Умре слонот, жирафата, гуска, шо умре друго, лавот. Значи, нешто таму треба да се види некој бајач да пратите, да ги спаси животните. Или да ги пуштат животните. Или да ги дадат у некоја друга зоолошка градина. Но ова стварно за животнива никој не се грижи. Или тој само Војо, него треба да го стават директор. Тој знаеме дека ги сака животните. Толку од мене. Благодарам многу за јавувањето, благодарам секако и за одговорите во Црвена линија. Очекуваме да слушаме и други размислувања. Верувам дека зоолошката градина со својот долг век на постоење, секако секој од вас ја посетил, имал можност да ги види и животните со кои што располага, но во последно време некако само тажни вести доаѓаат од истата. Па еве ве прашуваме во Црвена линија по последните случувања и угинување на, односно пронаоѓањето на птицата која што била угината, една од гуските патките кои што се препознатливи за езерцето, околу кое ротираат голем број на посетители, особено најмалите, регистриран е птичи грип. Па еве, што мислите, дали правилно се постапи, дали управата на зоолошката градина и Агенцијата за храна и ветеринарство постапија правилно, односно според протоколите и законот за заштита на населението? Добар ден. Добар ден. Ало? Ве слушаме во Црвена линија, сте, повелете. Вака, па дали постапиле правилно? Па мислам дека треба и вработените што се таму сите исто и нив или да се стават во карантин или да се отстрелаат. Значи ова се више глупости, са све нешто, све се политизира. Нема потреба долку имало птичи грип, па кога го снемало птичиот грип? Секогаш го имало и ќе го има. Една птица, 2-3 или на граница, нека ги проверуваат, нека даваат здравствени картони, па која е здрава, нека пројде другата, нека ја вратат назад. Од све мора да се исполитизира, од све мора да се кажува, се евакуира зоолошката градина, као божем атомска бомба ставиле таму и готово сега сите евакуација на цело Скопје да правиме, да се иселиме негде да одиме. Тоа се болести кои постојали и ќе постојат. Еве луѓето се вакцинираат од сезонскиот грип, па се болни. Што треба да направиме? Тие што се болни да ги степаме, веќе да не постојат, па ние луѓето да останеме да живееме.
дали се плашите, еве тоа ни анкетно прашање од птичи грип? Да или не? Па не, зашто би се плашам? Нели? Има доктори кои кажуваат, еве синоќа беше доктор Бановски, епидемиолози, инфектолози. Така, благодарам што земавте учество активно и во Црвена линија и сега кога дадовте одговор на нашата Инстаграм анкета. Останете со нас. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па сега птичиот грип, па најден е. Значи, кај една птица е најден, кај една ми се чини беше. Немаше повеќе, меѓутоа тие направија поколи на повеќе птици. Јас не знам дали то може да се прегледат птиците на некој начин, да се види дали се сите оболени од тој птичи грип. Да не оди мислам, стихиски така, да се колат, да се уништуват птиците. Сепак се живи нешта, не жалостно е малце така сите да страдат. Меѓутоа, да се заштитиме од птичи грип многу тешко е, бидејќи птицата си лета, може да го донеси тој птичиот грип од некој крај на светот, поготово овие птици преселници од некој крај на светот, кај што постои тој птичи грип и кај што не е детектиран, кај што не се заштитени птиците од работа. Така да не би можел да речем која мерка би можела да се превземи за ова работа. Мада ова е жалосно, значи што се прави вака, што се уништуваат доста птици, доста животни во зоолошката градина. Па и секаде општо. И со свинскиот грип е така, исто така. Благодарам многу за јавувањето. Секако на интернет се појавија и снимки. Ке подсетам за следете на Facebook профилот на Телма телевизија и ева како беше објавена веста, каде што стои дека менеджментот на зоолошка градина имаше поставено соопштение на портите со кое ги извести посетителите дека поради оперативно-технички работи зоолошката градина нема да работи во следните 2 недели. Како и да е, во продолжение останува секако да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм стори анкетата. Можете да не заследите таму, па и да земете секако активно учество не само во денешната анкета, туку и во текот на утрешната и секоја наредна која што секако ќе биде објавена. Мора да укажеме на фактот дека сепак најмногу се коментираше токму поради снимките кои што беа објавени на интернет, така да еве токму поради тоа јавноста беше, нели, реагираше, некои беа изреволтирани, некои ги одобруваа постапките, нели, како се справуваат надлежните со ново затекнатата состојба во зоолошката градина и токму поради тоа Црвена линија одлучи денеска ова издание да го посветиме токму на последните случувања во зоолошката градина, кое што мора да признаеме е белек и дел од животот на секој од нас, почнувајќи уште од детството, односно една од најпосетуваните институции во земјава. Еве ги резултатите на прашањето од денес дали се плашите од птичи грип. Со да одговорија 27%, а со не одговорија 73%. Сега одиме со рекламите, потоа се враќаме во студио. Повторно во студијата на Црвена линија, доволно да ве поздравам, да ви се заблагодарам. Секако утре имаме нова дискусија, нова тема, никогаш не престанува тоа, но не престанува ни задоволството да се биде со Телма телевизија. Во продолжение, јас и вие ќе се префрлиме кај моите соседи, комши, Ненат и Кате, веќе насмејани. Кате, ќе преживеат ли гостите од предизвиците? Како ќе преживеат, сигурно? Па не се толку тешки. Многу добра комшика имаме, да ти кажам. Многу добра комшика. Знаеш дека никога